прашање за кои што не се дискутирало воопшто во последните 80 години. Приговорот на АНОК за кој што правам веќе 2 недели видеа за мемберите, ти Алекс можеш да ги видиш бидејќи си мембер. Кај мене остава длабок печаток и голем јад, интелектуално ме потресува, затоа што гледам дека паметни луѓе седнале го напишале тој приговор. Тој приговор е со сите зборови внимателно одберени и е поставен многу здраворазумски, прашањата се логични. Они барале одговор зошто се решава само делумно македонското прашање. Исто така во денешните 2 епизоди ќе видите дека они предупредуваат. Значи не се случило стихијно ослободување на денешна република, нивната Северна Македонија, туку плански. И они велат, ако само дел биде ослободен, ако не се погледне кон целата територија, може би се пропушта за секоја шансата да се обедини Македонија. Значи, они многу добро го знаеле политичкиот момент, многу добро промислувале што ќе се случи и наместо да добијат награда за тоа, да ги ставиме на пиедестал, да ги истакнеме нивните напори, ние не зборуваме, не учиме за нив, направиме погром врз нив и се елиминирани. И затоа мислам дека дотолку повеќе имам обврска да барем во моите видеа за мемберите им направам рехабилитација. Значи, навистина многу сконцентрирано долго време работам на овој текст. Денеска почнав да работам и анализа на составот на делегатите на првото заседание на АСНО. Ќе го имате на англиски, значи ќе добиете како мембери анализа комплетна кој учествува на првото собрание на АСНО, од која етничка припадност е, од која образовна припадност е, од која религиозна и од која географска припадност. Таква анализа за АСНО досега не е направена. Значи ние само имаме од нашите историчари пренесување на документите и некаква идеолошка конотација. Никој не ги анализира да видиме што стои у позадина на тие луѓе што се собрале. Значи скоро готова ми е анализата, што малце сакам да ја погледнам лево, десно, напред, назад и најверојатно утре ќе биде објавена за мемберите. Така што очекувајте утре уште една нова анализа на таа тема.